Нови подобрени услови, намалена каматна стапка, ке добие проектот Купи куќа, купи стан. Најголема новина и поволност за граѓаните е значителното намалување на каматните стапки. Каматните стапки за првиот модел во кој државата субвенционира дел од месечната рата се намалуваат од 3,95% на 2,9% за првите 3 години. За четвртата и петата година каматите се намалуваат од 4,44% на 3,9%. Измените добија поддршка од владата, а ќе се применуваат откако ќе биде усвоен од Собранието на Република Македонија. Новите услови денеска ги презентираше министерот за финансии Драган Тевдовски пред членките на Македонската банкарска асоциација. Тој појасни дека, на пример, за кредит од 50.000 евра, само по основ на камати, граѓаните ќе заштедат 1.300 евра. Со новините се намалува и каматната стапка за моделот учество и наместо досегашната стапка од 4,5% плюс 6-месечен Еурибор, ќе биде 4% плюс 6-месечен Еурибор, а која важи за цело време траење на исплатата на кредитот. За корисниците, како што појасни министерот, се менува и процентот на субвенционирање кај моделот со месечна рата, и тој ќе изнесува 70% наместо 50%, а дополнително по примерот и позитивното искуство во Хрватска се воведува дополнителна субвенција за секое родено или посвоено дете од 30% од ратата. Нови услови има и кај проектот Купи стан за млади, каде ќе се субвенционира 70% месечна рата, главнина и камата во првите 5 години или 70% од учеството. Со ова, смета министерот, ќе се обезбедат повисоки субвенции за околу 2.500 евра во однос на порано. Министерот посочи дека со измените на законот се прецизираат и условите во проектот со цел да го искористат оние кои навистина имаат потреба од него. Се воведува ограничување на големината на становите и куќите до 150 метри квадратни, за да се избегне финансирање на луксус. Наместо максимум приходите по основ на плата, се воведува максимум по основ на вкупни приходи. Се уредуваат и случаите кога корисниците поседуваат друг недвижен имот или имаат наследство или дар на делови од станбена единица. Останува непромената висината на субвенционираниот кредит од 50.000 евра. Сите овие промени, оценува министерот, се во насока подобро да се таргетираат оние на кои навистина има потребна помош, како и да се отстранат сите пречки за да може побрзо да се одобруваат кредитите. Проектот беше воведен во 2011 година, а без прекин се применува од 2012 година. Последниот оглас е објавен на 18 јануари годинава, а средствата што се предвидени се 2 милиона евра. Новите услови ќе важат откако ќе биде усвоен во Собранието. Досега најголем интерес имало за проектот со субвенционирање на рата и закупување стан. Просечно се земале кредити од 37.000 евра со просечна плата на корисниците од 25.000 денари.